Хиперпродукцијата е главниот проблем на македонското земјоделство и проблемите кои ги имаат земјоделците за пласман на своите производи. Познавачите на состојбите сметаат дека ова е една од причините штетите кои ги трпат производителите да бидат големи затоа што нивниот род не може да го продадат онака како што планирале. Помина времето кога Македонија ја снабдуваше СФРЈ. 22-25 милиона жители, каде што можеа струмичките производител земјоделец да го запали тамчето, камиончето и да оди во Љубљана, Загреб и да си продава без проблем. Сега знаеме дека Македонија е мала, стисната, околу нас е европски држави, а помина и времето каде што можеме и лесно се пласираше на пример Бугарија, Грција и така натаму. Сега таму веќе влегува ефтина храна од Шпанија, кој што е еден вид во градинарството, центар за градинарството. Значи, сега треба производителот да размислува според законот на понуда и побарувачка, односно економските закони, да воведе нови култури кои што ги нема во близина, а кои што дават можности за производство. Значи, не сега сите научени сме, сите пролета трчаме на зелката, па не врвела зелката, потоа трчаме на пиперот поевтино, па еве не врвело пиперот, па е крива државата, криви се земјоделците, аптекарите, сите се криви, а всушност они прават хиперпродукција. Ивановски смета дека земјоделците мора да одат кон производство на оние култури за кои има пласман. Пред се мисли на бадеми, ореви и лешници, како издржливи производи. Сепак, првенствено вели, мора да се направи анализа на почвата. Пред да се пристапи, треба да се види климатските услови во последните 15 години до 20. Тоа е, значи, со помошта на интернет, со помошта на хидрометеоролошкиот завод во Скопје и така натаму, а потоа да се пристапи кон испитување на почвата и условите што е бара таа култура. Затоа што ќе сте зависни од пазарот, од понуда и побарувачка. Значи, еве пример, ореви, бадеми, лешници, каде што можете да чувате месец, 2, 3, 5, 6 месеца без проблем, да не ви треба ладилници, да не ви треба скапи места за користење. Значи, тука нагласувам пример овоштарството. Исто така, треба да се видат некои други култури кои што сметали тоа, па треба да се испита пазарот. Сега е многу лесно, има интернет. Може да се консултирате со интернет за околина кој што има понудува поборувачка услови. Значи, не ви требат книги како порано, него едноставно Google, интернет и ќе се дознаат. Последниот период проблеми имаше за пласман на лубеницата и сливата, а производителите излегуваа и револтот го изразуваа на протести. Затоа се отвара дебатата за промена на видот на земјоделски производи кои се произведуваат на македонска почва.